Гаснењето на депонијата Дрисла со вода и пена не дава резултат. Депонијата и понатаму чади, а воздухот е загаден до степен што не може да се дише во целиот град. Како што посочувам неколку пати досега, веднаш во Дрисла треба да влезе механизација и веднаш да действува со земја и глина за да се избие воздухот и да се направи соодветен третман на гасот. Во спротивно, може да дојде до експлозија. Загрижува молкот на раководството на Дрисла. Граѓаните имаат право да знаат како депонијата моментално се справува со проблемот, кое решение го имаат и каде го депонираат новиот отпад во меѓувреме. Слушаме дека е формиран некаков кризен штаб, но за вистинско решение потребни надпартиски луѓе, експерти кои со години имаат искуство со менаџирање и управување со отпад. Битни се граѓаните и битно е веднаш да се пристапи кон решавање на проблемот. Не како што прави Орце Георгиевски, не како што прави ВМРО-ДПМН, со бегање од народот и без преземање мерки. Чадот и опасноста од Дрисла нема да се решат. Фактичката состојба најдобро покажува колку структурата под раководство на ВМРО-ДПМН е неука и неспособна. Ветуваа паркови, ветуваа јавно-приватно партнерство за лични бизнес и профит, а вистинско решение за справување со отпадот нема. Предлагам веднаш да се формира надпартиски стручен штаб и да се делува по план. Јас веќе разговарав со неколку експерти. Тие се подготвени да помогнат. Не за Каја, не за СДСМ, туку за граѓаните.